Филозофијата е дел од животот на секој човек или општо и популарно кажано, секој човек си има своја филозофија на работа, филозофија на живење или некоја филозофска мисла според која што се раководи во сопствените постапки, без разлика дали станува збор за етичка мисла, дали станува збор за естетичка мисла, дали станува збор за некои логички методи кои што ги применува во своето секојдневие, меѓутоа не постои човек кој што не се занимава со филозофија, постои само човек кој што не е свесен колку работи користи од филозофијата. Тоа е воводот на нашето нашиот денешен разговор кој што го водам со Ристо Чулев, кој што инаку е наставник во средно училиште и предава филозофија, односно филозофските предмети. Кај проговориме и за тоа кое е значењето на филозофијата во образованието, особено од гимназиското образование, меѓутоа и од кога, според негово мислење, треба да се учи философија и која е најмалата возраст од кога децата почнуваат да философираат и на која возраст треба да им ги понудиме вистинските насоки и одговорите. Овој филозофски разговор ќе можете да го проследите доколку останете со нас во продолжение. Ристо Чулев, на моја огромно задоволство, повторно е гостин во емисијата Мој збор. Ми се чини дека точно пред година дена, кога беше во најава веќе изработката на предлог законот за високо образование, за квалитет во високото образование, за научно-истражувачката дејност во високото образование, тогаш продискутиравме за некои теми кои што се одразуваат директно во реконструкцијата на наставниот материјал кој што се однесува на гимназиското образование и тука меѓу другото дојде и на тема некако филозофијата и нејзиното место не само во образованието, туку и во современиот свет. И сега со однос на тоа дека и јас и ти сме дипломирани професори по филозофија, така ни е нели звањето официјално во нашето академско звање, нашите дипломи, самото тоа не профилира и ни кажува, ни дава никоја насока и упатства дека можеме да работиме само како професори, односно во наставна дејност. Тука го вклучуваме нели гимназиското образование. Сега не знам кои предмети би можел да покрива овој профил на образование во основните училишта, тоа може би подобро и ти ќе ми го одговориш. Меѓутоа со сите оние колеги и философи кои што зборувам, професори по философија, кои што се со такво академско звање, сите работат на во некоја друга сфера. Или се занимаваат со уметност, или се занимаваат со филм, отишле во книжевност, во режија, или новинарство можеби, или се занимаваат со најразлични интердисциплинарни сфери, што мене ми дава заклучок дека не е нужно филозофското образование за да се бавиш со тоа. И тоа некако неповрзаност помеѓу пазарот на трудот и профилот на образование го користат, да не кажам злоупотребуваат сега носителите на одлуки, меѓу кои Министерството за образование и наука, па вели со однос на тоа дека овој образовен профил не е ускладен со потребите на пазарот на трудот, тој воопшто и не треба толку да се актуализира во наставните програми за средните училишта. Како тоа се одразува на образованието? Има ли некакви промени од пред една година досега? Ја со таа диплома што викаш професор по филозофија, јас можам да предам философија, историска и проблемска, логика, етика како изборен предмет во гимназиските паралелки. Можем да предам и урбана култура. Значи тие се. А во основно оделение, во основно училиште, мислам дека имаше предмет етика на религиите. Професори по филозофија, односно нашиот профил, може да предаваат тоа. Оно што се однесува сега до нас суштинско, што викаш пазар на трудот и нема потреба од философија, е прашање, проблем што го третира философијата на образованието. Значи, има многу тука подгранки, вклучени се повеќе дисциплини, односно повеќе науки, социологија, психологија, философија на социологија и така натаму. И сега, каква треба да биде образованието? Значи, кои се целите, задачите, проблемите што ги има образованието. Нашето општество сега има проблем. И од тој аспект на филозофија на
образованието, они сметаат дека сега треба учениците да се насочуваат кон поапликабилно образование, така поприменето или? Да, ама сега применето зашто? За потребите на бизнес секторот. Според мене, многу е погрешно. Затоа што една од главните проблеми на философијата на образованието е да се како знаењето ќе се вреднува, односно како ќе се создава личноста, зашто ќе се создава личноста. Значи ние ќе губиме многу во тој поглед што нема да им го дадеме правото, слободата на луѓето, односно на учениците, на децата да се развиваат правилно. На општеството не му треба само бизнес. Зошто образованието како сектор е прашање од аспект на философија, да ги решава проблемите на бизнес секторот. Многу е поквалитетно ти да создаваш луѓе, личности. Поред, ако на државата и треба тоа во одреден период, нека создават. Ама суштински промени, јас не сум видел сега. За една година промени, и плюс на таа промена на образованието има уште една, односно на стратегијата 2026-30-30 некоја која. И сега не се знае што всушност е промената, ама се уште е рано да се дојде. Значи тие деца кои што треба да видат производ на промената, да видат апликабилни, односно соодветни, подготвени за бизнес секторот да одговараат, се уште не се созреани, се уште не е изоден процесот до крај. Ама јас како философ, како наставник, сум против тоа. Да бидат учениците насочувани само за бизнес сектор. Зашто на една држава и треба и критичко мислење, и треба и квалитетно мислење, и треба и систематско мислење. Значи, овие проблемите на философија на образование се дали ќе имаме применето знаење или дали ќе имаме класично знаење, дали ќе може да се примени сето генерацијско искуство на сите оние мислители што се важни. Затоа што во овие развиените земји, европски, Америка, Англија и така надаму, они имаат континуитет на философска мисла и на квалитетно образование. Значи, они не го отстрануваат философското образование за сметка на бизнес сектор. Она што философското образование го дава како перспектива и мислам дека поради тоа е целоживотно образование, за разлика од секој друг предмет кој што може да е моментален, може да е контингентен, може да е минлив и така натаму. Например, во еден момент од својот живот човекот ќе научи да вози кола, исто тоа ќе стекне вештината да вози кола. Може да стекне најразлични други вештини, меѓутоа тоа е повторно некоја минлива фаза во која што во еден период од животот човекот се стекнува со некоја вештина и тука завршува. Меѓутоа филозофското образование е многу подлабоко. И она што ти го потенцираш, круцијалната улога на филозофијата во градење на личноста е навистина таква. И според мене најголемата грешка што се прави е што филозофијата почнува да се учи во средна школа. Односно, јас сум ја учела, например, во 4-та година гимназиско образование. И покрај тоа што мене допирот со некои термини како што е слобода, како што е смрт, како што е потребата да се објаснам смртта на другиот, конечноста на животот, детерминизмот, слободната волја, сето тоа што се морални, етички и филозофски концепти ми биле познати уште многу одамна. И поради тоа сметам дека филозофското образование е нужно да се интегрира уште од најмала возраст, затоа што децата преку своето искуство и покрај тоа што за тоа абстрактни термини, преку своето искуство тие нужно се среќаваат со тие термини и најдобро е некако философијата и да им го даде тој почетен одговор за тоа и што значи слободата, и што значи слободната волја, и што значи каузалитетот од сопствениот избор. Знаеш зошто? Затоа што денеска живееме во свет каде што постојано се лови, ние сме пленови. Се лови нашето внимание за кликови на социјалните мрежи, се лови нашето внимание за маркетинг цели, да ни се промовираат различни производи, консумеризмот е исто така многу доминантен и тука се креираат различни агенди и стратегии како да се дојде, да се улови нашето внимание, нашето когнитивно однесување со светот и така натаму, дури и нашите емоции се ловат. И мојата професорка Вера Ѓорѓиева, претпоставувам дека и тебе ти била, ги нарекуваше ловци на души.
тоа се убаво ги кажа ти дури и бизнис ориентирани субјекти кои што дури може да се занимаваат и со религија, и со пророштво, и со астрологија, нешто што е метафизичко за овој свет, меѓутоа тие го ловат тоа и на некој начин го ангажираат човекот се со цел да го марксовски речено инструментализираат. Дали филозофијата може да ја спречи злоупотребата на човекот во денешен контекст? Затоа што ние зборуваме за либерализмот, зборуваме за слободата, меѓутоа јас по својот собствен пример ќе кажам за која слобода јас говорам кога се помалку слободно време имам. Јас треба да работам 3 работи за да преживеам. Каде тука можам јас да го вклучам воопшто концептот на слобода и на слободно време, ако мене системот и околностите каде што живеам ме притискаат да бидам што е можно поангажирана и зафатена во оваа секојдневие. Како ти би го одговорил тоа прашање? Од кога е потребна филозофијата и до кога е потребна? Има ли рок? За однос на образованието, јас мислам дека од порани години треба. Од основно, дури од градинка сметам. Конкретно имам размислувано во однос на реформите како би требало најдобро да се учи филозофија, според мене во 4 години. И има еден искуствен метод што го користам, во кој што најмногу се уклучени овие учениците, а тоа е им давам цитати на часот за било која одредена тема, дали за слобода, дали за среќа, дали за љубов, дали за мислење, дали за логика, за било која филозофска тема, ама овие бидејќи ги спомнав како суштествени, ја ги им дадам цитат. И кога им давам цитати да сурфаат од интернет, 2 до 3 пати повеќе се активни учениците. Зашто во, да речеме, од една тема за тоа што е љубов или што е среќа, што е слобода, што е правда, што е достоинство, ќе најдат 30 цитати. И во 2 ќе се најдат. Ги допира нивната душа, нивниот карактер или темперамент и они се изразуваат суштински. Значи за нив е тоа најсуштинско. И ако они во прва година учениците почнат само да разговарат, да размислуваат, да има контакт со филозофијата, во втора година да го оправдаат тој став цитат што ќе го изберат, па и со теза, хипотеза, значи едно полугодие да учат само цитати, а второто да се учат да го применуваат знаењето. Зашто од аспект на филозофија на образование е многу важно најважните знаења да ги стекнеме, ама и да ги примениме, затоа што тоа се скроз различни категории на знаење. Да знаеш да го примениш знаењето, се многу различни категории на знаење, а да знаеш да го примениш е многу поквалитетна личност, с која што ќе се надоврзам после, може да се пружи одбор да биде слободна во однос на конзумеризмот или во однос на насоченоста од страна на општествените групи или општеството. Она што е многу важно, да знае да мисли, да знае да го применува знаењето, потребно е да се стекне со знаење. Најубав начин да се стекне со филозофија е безболно. Не мора да има оценување, туку само со цитати и со контакт на учениците со суштествените теми. Овие претходно што ги спомнав. Потоа во втора година е важно овие филозофски дисциплини што се логика, философија, цитати или етика, најважна етика, цитатите он да ги докаже што ги видиме, ама да ги докаже дека се корисни и оние што не му се бендисуваат. Оние што мисли дека не се, ги спомнало некој другарче или јас сум ги спомнал како важни суштествени за развој на личност, за образование правилен раст и развој во однос на филозофска смисла и да ги открие и да ги примени. Да ги придобие на некој начин. И тука се случува диалектички процес. Или Херакличе вика хармонија единство на природната стварност, од сопфатност и различност. Зашто животот ни се случуваат и убави и неубави работи. Ние мора да се справиме и со убавите истовремено и со неубавите работи. Логика исто да се учи 2 пати годишно минимум, затоа што логика оваа што учиме ние, што ја предаваме во училиштата средни, е подготовка за сите научни дисциплини.
Сега, кога ќе ги научиш и да научиш да ги применуваш, е многу убаво. А зашто вака ги викам 2 години, например, прво полугодие да се учи само првиот дел од учебникот, сега што е истиот учебник по логика, дефиниција, поим, суд, заклучок, мерење, наблюдување и така натаму. Во второто полугодие синтези да се докажуваат во текст метод, например, каде ја препознаваш дефиницијата, каде го препознаваш наблюдувањето, што е наблюдување, што е посматрање, ајде посматрај го текстот, каков заклучок изведеш, каква дефиниција. И во другата година дучат за заклучување, непосредно, посредно заклучување, изведување докази. Зошто? Затоа што така спомнати вештина. Учењето е вештина. Не е само знаење. Ако знаеш да го примениш, е вештина. А има различни карактери на ученици, има и различни темпераменти. Не знаеш кога, на кој час ученикот ќе ја сознае вистината. Некогаш се случува да ја сознае вистината во мај што му предам од октомври што му предал. Значи не знаеш, ние сме луѓе. Не сме ние железо или метал, па на толку се горуваме, на толку се кршиме, така. Не, ние сме луѓе. Ние сме слободни. И не знаеш кога ќе созрее. Или која животна лекција ќе собода во кога да. Значи не се знае во каков корелација што им се случило, како им се случило. И затоа е потребно подолго време на учење философија за да може вештината да ја совладат. Морам сега тука да напоменам, многу е важно според мене за да може и философијата подобро да се научи и личноста да стане подобра, да се учи и психологија 4 години. Од различен аспект, а многу е поквалитетно. Како секогаш имаш план Б, опција 2 и така натаму. И да завршам. Многу е важно да се има знаењето философско. Значи, за смртта, епикур, така? Два страва, стравата од смртта и стравата од боговите. Смртта има, нас не нема, нема причина да се плашиме. Или Норберт Винер во однос на кибернетиката. Значи, вика, ние живееме на една подмолна проколната планета, ама животот што го имаме е доволна причина да правиме убави квалитетни работи. И сега ова што го зборувам, ќе се надоврзам на Норберт Винер, накратко, Норберт Винер вика, го употреба поимот кибернетика. И тој се однесува на влез и излез на информации. Ако учениците ги имаат сите информации за љубов, слобода, квалитет, учење правилно, достоинство, чест, правда, праведност, така натаму, ум, памет, разум, ако има инпут во нив, ќе има и аутпут во општеството, ќе биде квалитетно. Так. И процесот на учење практично значи размена на информациите со самата средина, односно онаму од каде што потекнуваат информациите. Меѓутоа, многу ми е интересно ова што кажа дека филозофското образование има свој почеток и некаде може да се лоцира од која возрастна група веќе може да почне филозофското образование. Ти рече дека се препорачува тоа да биде уште од градинка, меѓутоа мене ме интересира оној дел дали филозофското образование воопшто никогаш може да заврши, затоа што јас мислам дека дури да се стекнеш со највисоките титули и признанија дека најдобро ја познаваш историјата на философијата или некоја философска дисциплина, никогаш нема да ја знаеш доволно добро. И затоа велат, философијата е можеби единствената дисциплина која што многу повеќе се занимава со својата историја и има перспективи што уште треба да се истражуваат во однос на историјата, а многу помалку има иднина. Затоа што денеска филозофијата се гледа како нели дисциплина која што може, меѓутоа и не мора да преживее, условно речено, вака персонифицирачки кажано, меѓутоа е дефинитивно голем дел од филозофијата е нејзината историја. Таа е една од ретките дисциплини кои што има многу јасен и темелен однос кон сопствената историја и кон својот развој. И мислам дека самата философија како дисциплина и како образование е недовршена и тука се подудира со оној мотив на човекот и човекот како суштество воопшто она платонистичкото како недовршеност, како постојан стремеж, како постојано барање на другоста, еве не мора да биде тоа нели другата половина, нека биде тоа другоста еве во современ контекст да ја земеме. Постојано се бараме, ние како недовршени суштества. И имав еден разговор со адолесцент кој што нема прилика да
следи настава по философија и него знае добро предметот на философијата, се занимава со уметност, меѓутоа дојдовме до еден многу интересен разговор и затоа ти викам им се поставуваат на сите луѓе тие прашања барем некогаш во животот, порано или подоцна, ме праша дали сметаш дека има нешто после смртта или смртта е крајот. И јас го прашав, а ти што би сакал да е? Дали би сакал смртта да е крајот или не? Па ми рече, па не би сакал да е смртта крајот, затоа што со самото тоа ништо ова не би имало смисла, као животот не би имал смисла. Викам, знаеш како, различни ни се перспективите. Ти сакаш ова да продолжи, јас, например, се надевам дека смртта е крајот, ме разбираш? Различни се перспективите. Меѓутоа, ако ти имаш прилика и го спомнавме и во минатиот разговор, да ја читаш Тегобност или Меланхолија од Сартер, ти таму ќе видиш дека смртта многу убаво се објаснува баш преку тие екзистенцијални судири, кога ти доаѓаш до сознание на смртта секогаш посредно, односно преку смртта на другиот. Меѓутоа смртта на другиот многу почесто односно секогаш нас ни паѓа тешко, нашата собствена смрт нас не ни паѓа тешко, им паѓа тешко на другите, нели Епикур, кога ние сме тука смртта ја нема, кога смртта ќе дојде ние не сме тука. Сега, дали филозофското образование може да биде завршено и дали воопшто некогаш може да биде доволно? И дали тоа може да се смести во една наставна програма и дали треба да биде формализирано, како што велеше Платон во неговиот систем на образование како го структурираше? Дали може да биде конечно со кралот философ, оној кој што е најумниот тој ќе владе, или сметаш дека и надвор од образовните клупи философското образование е клучно и каде треба да го бараме и каде треба да го постигаме? Од крајот ќе почнам. Филозофското образование, односно целта се барува љубовта и мудроста. Кога ги учам учениците, викам ученици, ако сакате да знаете правилно дали размислувате или не, дали теориите ви се правилни во живота, што ги учам на применета философија, мора прво да имате мир. Ако имате среќа од тоа што го мислите, ако сте мирни, правилно ви е размислувањето, ако немате, не ви е правилно. Второ, нема крај философијата. Нема крај. Знаењето, според мене, е бесконечно и не можеш да го сознаеш сето. Ретки се тие што во историја на филозофија кажемо дека го сознаме. Апсолутното знаење, односно апсолутната вистина. Така. Може би само Плотин, ама кај него има тоа некоја друга... Плотин, Буда, Исус, да, Сај Баба, други такви, нели... Мистици, ама, да. Или оние на кои што им е дозволено сега во религијски контекст од Бог да сознаат или па да прашаат, па се да им не кажем оние кои што се обоđени. Ама конечното знаење на философијата се согледува во љубов, мудрост, во хармонија на себе си со светот. Јас така ги учам моите ученици, учениците на кои што им предавам. За да задоволиш потребата за благост, не ти треба да казнеш и банана, и лубиница, и торта, и мед, и се добро само едно нешто, така? За шеќерот да ти биде задоволен. Сега, како сакаш да го задоволиш вкусот, да живееш му треба на организмот, друго прашање. Во однос на потребата на благост, така? И во однос на кола. Ако не ти требаат 100 коли за да уживаш во возењето со кола, тоа ти е една кола, така убаво. Оно што ти треба. Исто така, не ти требаат 100 другари, не ти требаат 100 жени, сега. Ако сум мажи, сега сакам да уживам жени, не ми требаат 100 жени, 2 жени, една е доволно за да осетиш љубовта, убавината на животот и така натаму. Значи, конечноста на философијата се согледува во љубовта. Значи, тие, според мене, најнова. Ако имаш љубов, не ти треба ништо, шо ќе тие се. А и ако не љубов само кон човекот, љубов филија, кон работата. Агапе, кон општата љубов. Значи, ти, ако имаш, например, љубов за сите луѓе, независно дали идеш у црква, у џамија, да медитираш, се молиш за сите, имаш чувство дека не си вреден, дека не си придонат за заедницата, дека ништо лошо се направи. Им посакаш љубов, нели, а и атеист да си. Им посакаш љубов на сите луѓе, имаш мир со себе. И тоа е конечно. Така, кога си го сакаш своето дете, не ти треба ти 100 деца или 300 деца. Твоето дете си го сакаш, зашто? Најубаво ти е сета љубов, сетиот живот, сета животна радост, со тебе, со мажот, со ова, со детето си ја доживуваш
не треба многу и така таа конечност и Хегел нели има таму за апсолутниот дух. Тоа е бесконечно во конечна форма. Така, поединечното може да биде општо и општото може да биде поединечно во овој контекст во кој што зборам. А однос на тој другиот теоретски аспект што не е, нели Аристотел вика има форма и содржина и она ностоп се движи. Формата и содржината ностоп се движи. Една форма цел која ќе се постигне, ќе се задоволи, она се поставува друга и сето дека не се дојде до Бог, а Бог е трансцендентен, се надминува така што знаењето е исто така без конечно и не може да се созна, затоа што Бог е безконечен. Еден универзум, друг, трет, паралелен, ваков човек, таков човек, ваква ера, таква ера и така натаму. И не може. А во однос на индивидуалното е човек само да се ги задоволи потребите, оние суштински, да се праша шо сакам, дали ја имам од тоа мир и готово, мислам така. Ја мислам дека е неопходно да се учи философија. Зашто на општеството му требаат бизнис работници, ама дали му требаат луѓе што ќе користат диазепами, хелекси и така натаму. Дали му требаат луѓе кои што ќе бидат у депресија, со анксиозност, со панични работи. Дали им треба луѓе кои што ќе се несигурни во себе, што не знаат да мислат така? Апсолутно. Јас знаеш како го доживувам односот со философија. Тоа ми е исто како на многу еден интимен начин ми ја доживувам мојата врска со философијата, како што ја доживувам и врската со Бог. Например, во една прилика исто во разговори со деца, најдобро можеш, пошто зборуваме цело време за ученици, за деца и така натаму, на таа возраст точно можеш да видиш чистиот ум, не емпирискиот ум како реагира и какви креативни прашања може да постави. Во една исто така во една ситуација многу интересна, едно дете ми постави прашање, па зашто треба да се верува во Бог? Например, јас не верувам во Бог, дали со тоа правам грев? Јас му одговорив, не правиш грев. Заради тоа што ќе дојде ситуација во животот кога тебе Бог ќе ти треба. Можеби ти на Бог не му требаш, меѓутоа тебе Бог ќе ти треба. Исто и со филозофијата според мене. Можеби филозофите не му требаат на општеството, меѓутоа филозофијата му треба на човекот. Да ги развијасни сите своји дилеми на еден многу правилен начин, односно да свати дека ништо не е дефинитивно, ништо не е точно определено и филозофијата ја дава слободата дека ние не треба да се врзуваме за еден концепт, за една рамка, дека нас не може да не дефинираат надворешни околности, ни дава една самодоверба да можеме да се справиме со диверзитетот на концептите кои што ги имаме на располагање и во секој еден актуелен момент да можеме да погледнеме на еден настан од повеќе различни позиции. Значи, таков панорамски светоглед и поглед може да го даде само знаењето од филозофијата. Од друга страна, многу интересно кажа ти ова љубовта како го довршува човечкото битие. Љубовта навистина дава дефиниција на човечкото постоење и не дефинира нас како луѓе, меѓутоа таа дефиниција не е како нешто што нас треба да не детерминира, да не определува, туку напротив ни ја дава слободата да бидеме довршени, односно некаде да припаѓаме. Барем јас тоа така го разбирам. Што правиме со философијата во иднина? Дали ќе може философското образование да се темели на овие концепти? Дали ти се согласуваш дека има потреба да се редефинира философското образование? И сега спомна многу интересна паралела направи помеѓу философијата и психологијата. Дали мислиш дека психологијата е сестра близначка на философијата, нејзината наследничка, помалата сестра, како ќе го опишеш тој однос? Комплементарни се, има потреба еден од друг, затоа што луѓето и од психолошки и од филозофски аспект имаат потреба да го живеат животот квалитетно. На некој различни се карактерите на луѓето. Ремо Кател збори за 16 карактери. Кај некој ќе се погоди психологијата да му помогне, кај некој ќе се погоди филозофијата да му помогне. Ама кога се комплементарни, од ниту еден аспект нема да има пропуст општеството и сите цели, сите категории на постоење за здрав хармоничен живот ќе бидат добри. Ова за завршувањето ми текна сега за целовитост, не само и добрината. Ако ти правиш добро дело, ако се сакаш себе си, ако си добар со себе, ќе бидеш добар и со другите. Или едно добро дело да направиш за некој друг ќе ти исполни. Немаш потреба од други докажувања дека си добар и така натаму. А ова однос на контекста, што ми речем, тоа е многу дискутабилно,
врфе у филозофија да немаш потреба од мислењето на другите, ама од друга страна има па опасности да си само бендисан или културен аутист или општествен аутист, така духовен аутист, така. Така како што најчесто ги истоветуваат философите, ако видат некој кој што е занесен со гитара и оди сам и не се вклопува во никоја група, мора да е философ. Ги знаеш оние користични досетки за философите? Па и онче, вика, ако видите философ, вика човек со вестник, што иде една рака со една нога на тротоарот, он вика држи правец да е свесен и чита зашто му се важни информациите и така. Ги знам, ама дискутабилно е, зависи на кој ниво на свеста си. Така. Некогаш е едното корисно, едното точно, некогаш е другото корисно, другото точно. Се во зависност од тоа нивото на свеста која. Според мене мора да има напредок. Например, учениците ми велат: професор, запнати за филозофија, гледај свето техника иде едно друго напред све. Ја ми викам: супер, викам сега шо тоа, па те побивме, вика, нема потреба од филозофија. Добро, викам, кои се развиени земји? Вика, Франција, Шпанија, Италија, Америка, Русија, Англија, викам. Па откај нив највише филозофија има, викам, шо мислиш, случајно е тоа? Ме гледа вака, вика, па има нешто тука, вистина, ќе проучим. А зошто најразвиените земји ја негуваат филозофијата? Брачен, да. Зашто? Ајде твоја хипотеза некоја. Како некој кој што е наставник, се занимава со филозофијата во образованието, веројатно размислуваш и каде таа философија би се применила кога учениците ќе излезат. Што мислиш ти, зашто философијата денеска му е потребна на светот? Не на човекот како индивидуум. За квалитетно да се развива и да живее. Овие што се види филозофија на образование се користи секаде. Еве Шведска, Англија и Норвешка сега ги отфрлаат овие мобилните телефони. Се грижат за својата иднина, за иднината на државата, за иднина на населението, за иднината на младината. Нема, вика, не е квалитетно, вика. Значи, мобилниот телефон и таа екранизација е многу як токсин. Многу як отров е тоа. Значи им зима душа, им зима карактер, им зима квалитет. Само да кажам, и они ја применуваат философијата еве тука, конкретно. Ако ти имаш здрава, стабилна личност, ти имаш здраво, стабилно општество. Сега веќе не сум новинар, сега сум философ и водиме дебата. И баш ме интересира да може да видат гледачите во еден опуштен и неформален контекст како изгледа философска дебата помеѓу двајца философи. Многу често спомнуваш, ова нека биде во интерес на времето и последно прашање. Говориме за филозофија на социологија, философија на образование, философија на наука. И знаеш како за луѓето велат да немаат другите науки да го понудат својот предмет на философијата, философијата нема со што да се занимава. По автономија на науките, нели, од философијата, тие се создале секој, фактички се распарчува предметот на философијата и секој почнува да функционира како оделно јадро во микроклеточен систем. Сега, од денешна перспектива, се вели философијата нема со што да се занимава доколку другите науки не напредуваат. Доколку нема напредок во науката, зашто би зборувала философијата да го проблематизира тоа? Знаеш, испаѓа како философијата да чека нешто да се случи за да го проблематизира, песимистички тоа. Ќе ти одговорам на данашен, имав една колешка, си кажа ми Вилежан, философијата не е наука. Не објасни ништо, не каже ништо, хемијата е права наука, хемијата е ово, она. И така години да се изнервирав. Имам туку канцеларија пред сите ми вели. Филозофијата не учи ништо, тоа што се предава денес од турски серии може да се научи. Добро. Ја викам, хемијата, викам, може. Да објасни све. Океј, еве ти маркер, еве ти табла, напиши ми формула за среќна личност. Напиши ми формула за слобода. Напиши ми формула за тоа како ќе создаде човек што ќе создаде откритие. Така натаму. Мојот став е, секоја наука е недоволна. Ама квалитетна и сама по себе. И доволна и недоволна во исто време сама по себе. Нема наука што е поважна или помалку важна. На сите им требаат нешто. Ама овој индуктивниот метод е многу важен во откривање.
Значи реализмот во однос на философија на образование што е, користи само научни методи. Јасност, прецизност, недвосмисленост, повторливост, докажливост. Ама кога ти откриваш нов лек, тебе ти треба веројатни премиси, ти треба цел процес, свест, посматрање, наблюдување, волја, трпение, внимание, знаење, цел процес да го проследиш. А тоа ти се веројатни премиси за веројатен заклучок. Сакам да кажам, прашањата на философијата се што се човекот. Што е светот, која е смислата на животот, зашто живеам, зашто постојам, како да бидам среќен. Која друга наука ќе ти каже, ајде, хемија, физика, биологија? А ни психологијата дури не може да го... Да, делумно, да, и така и натаму, ама кои други прашања ги... Човекот не е само хемија, ниту пак само филозофија. И дух и тело е така, на човекот му треба и дух и му треба... душа. И дух и тело и душа. И сега се му треба на човекот, така. На душата што и треба? Љубов, вистина, правда, добрина, сочувство, емпатија, знаење. И ум и разум и искуство, што би кажал. Не може, не се храни душата со чоколадо, со мед, со вода, со млеко и такви ствари. Така, се ни треба. Ти имаш сега од хемиски аспект која никој болен, нели има разни психички проблеми и така натаму, анксиозност, он користи јапче, ама што цело живот треба да користи јапче. И тоа дали јапче што ќе го напие да ја се пами или било што, од целост го решава проблемот. Не, значи освестување, оно што зборат философите и психолозите. Освести го проблемот, освести се кај си, освести го знаењето и ќе имаш мир, ќе имаш спокој, ќе имаш живот. Сега тоа е така да ти кажам на кратко. Ова е најсублимирано што можеме да го представиме од филозофија на образование во 30 минути емисија и баш ќе завршиме емисијата во духот на тоа што представува философијата. Философијата не очекувате да ви даде конечни одговори, конечни формули за било што во животот. Философијата треба да ве натера да размислувате и да трагате постојано по одговорите и во процесот на пронаоѓање на одговорите практично се создава таа слобода. За мене најдобра именка која што може да ја опише философијата или би ја користела како именка која што може да ја замени философијата, односно термин што би го користела наместо философијата е слободата. За мене философијата значи дека имаш слобода да размислуваш со своја глава, да имаш слобода да имаш на располагање различни концепти како да опишеш една иста појава и значи не тесноградост, туку една широчина каде што имаш можност да имаш еден широк поглед кон работите и можност со самото тоа да правиш избори. Може ли тоа да биде заклучокот од денешната емисија? Може, само морам да се надоврзам. Не можеш ностоп да мислиш само ради мислење, зашто животот ти бара и конкретни решенија. Ја се служам со тебе дека треба да те научи да мислиш филозофијата и ностоп да мислиш, а мора да имаш конкретно решение за нешто. Зашто не можеш сите проблеми да ги мислиш, ќе се измориш. Некогаш филозофија викаат, треба да научиш да не мислиш. Мудро е да знаеш кога треба да мислиш и кога да не мислиш. Нели кој аспект на филозофијата. Значи се согласувам со тебе и е нешто за учениците што стално мислат. Ама не може ти и твоето и моето да биде, не може така вика, си сакаш по твое да биде. Не може, тоа е вистината се. Според мене. Значи да, треба да знаеш да мислиш, ама мора конкретни решенија, конкретни одговори. Ако не, може да се релативизира нешто. Ако ти се релативизира умот, ќе отидеш ноце, ќе забегаш. Епитетот забегам философија, ќе биде оправдан. Затоа мора да има конкретни решенија. Нели? Практично суштество, Маркс. Човекот е практично суштество, мора практични решенија, дали од духовен, дали од материјален, општествен, социјален аспект. Исто филозофијата нуди практични решенија, нели, прагматизмот, Џон Дјуи. Мислата да биде инструмент за нешто корисно, практично и така натаму. Така. И би додала и тука мерата, нели, Аристотел како вели советува, најдете ја мерата, значи не треба да биде ниту премногу, ниту премалку, туку треба мудро е да се најде мерата. Со тој заклучок ја завршувам денешната емисија мој збор и се надевам дека повторно ќе имаме прилика да зборуваме за философија, затоа што навистина во медиумскиот и јавниот простор многу малку внимание се дава на философските теми, на философските содржини и баш поради тоа што владе едно
незнаење, односно неприсутност на филозофијата, сите имаат различни стереотипи и стигми за тоа што представува филозофија и филозоф, меѓутоа кога ќе ги запознаете философите дека тоа се обични луѓе и дека не делуваат, не одат сами и така натаму, значи сите тие предрасуди се побиваат и се дознава вистинското значење на философијата. Ти благодарам многу за денешното гостување и се гледаме повторно. Да, и јас сум многу благодарен. Уживав во муабетов. И ти викаш Аристотел, викам Питагора, мерата не ни создава мака. И само за ова да завршам као учениците ми како зборот филозофите, ја викам кратко и јасно, и кога треба, не поише. Благодарам многу и почит голема за тебе. Кога луѓето сакаат да бидат кратки и конкретни, многу често ви велат не ми филозофирај, меѓутоа не постои човек кој што нема потреба да има философски поглед на светот, да ги сознае длабочините или да истражи некоја тема и од еден идеалистички аспект, секој се прашува која е додадената вредност на некоја животна тема и постојат толку многу случаи во животот кои што не тераат да ги поставуваме и најтемелните и круцијалните филозофски прашања, што е животот, што е смртта, зошто живееме, која е смислата на животот и уште многу филозофски прашања за кои не сме ни свесни. За многу од нив одговор понудила философите кои што ја темелеле историјата на философијата и секако философијата треба и мора да биде еден од нашите извори на знаење кога се раководиме во носење на главни животни одлуки. Ова е заклучокот кој што денеска го донесов заедно со Ристо Чулев, а вам ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини, а до тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме.